На пат за Витлеем. И помни го целиот пат по кој што те водеше Господ твојот Бог по пустината еве веќе 40 години, за да те искуша и да дознаеш што е во срцето твое. Дали ги почитуваш заповедите негови или пак не? Некој човек еднаш пресметал колку време ќе биде потребно за да се оди од Египет до Израел. Одговорот бил само прашање на денови. И ова е вистина. Во нашата модерна ера, со асфалтирани патишта, знаци, но поинаку било за израелците од бронзеното доба, кои не уживале во такви модерни погодности. Кога израелците избегале од Египет, тие го носеле својот имот преку земјата. Имале семејства со себе, вклучувајќи деца и стари лица. Често логорувале на едно место потолк временски период. Се движеле павно. Сепак дури ако се движат само неколку милји месечно, изгледа неразумно дека патувањето може да трае 40 години. И зошто траело толку долго? Одговорот е: Господ ги подготвувал израелците за дарот што требало да го примат. Божиот народ требало да биде воведен во ветената земја, а ова бил огромен дар, но не требало да биде прифатен лесно. Времето на чекање бил период на подготовка. Не е поинаку и за нас. Многу работи што ги посакуваме бараат чекање и подготовка, труд, трпение, па затоа не ги земаме здраво за готово, ниту ги трошиме залудно. Како израелците и ние мора да чекаме, мора да го негуваме дарот на трпение. За среќа нашето чекање е многу пократко од 40 години, но нашите подготовки се исто така многу важни. Предизвик. Да направиме преглед на нашите подготовки за примање на дарот од нашиот Спасител и неговите дарови на благодат. Дали сме подготвени? Ако не, да размислиме што треба да направиме за да се подготвиме. На пат за Витлеем.